Па народот излезе, пуштија борни коли и солзавец против народот. Тепаа луѓе, полицијата тепаше 2018-та, кога се потпиша Преспанскиот Гумени договор. куршуми, не заборави, гумени куршуми. Па имаше 4-5 илјади луѓе минимум. Да збориме 4-5 Ама 2 милиона народ. Ама чекайте, вие кога владеете со страф. Пробувам да сватам, да објасниме што се случило, зашто Добро. немаше поголем општествен отпор за Зошто тоа. тогаш не успеа референдумот? Дали сте за влез, за промена на устав со цел влез во ЕУ и НАТО? Не успеа Александар, не го референдумот. подценувај македонскиот народ. Не го подценувам. Не го подценувам. Јас сакам само да видиме дали толку стварно нешто страшно се случувало или не. Како не се случувало страшно? Еве ги видеата, Мене ги имате по интернет. Влезе борна кола на луѓе. Фрла со солзавци. Јас бев на лице место на тие настани. Таму ние имавме друг проблем. Од една страна тепаше полицијата и власта, од друга страна Мицковски пушташе провокатори да го растури Петровски, единството тоа на беше темата, на значи, луѓето.